Селекторот со победа затворивме еден квалификацијски циклус, за жал неуспешен, но со тенденции и оние играчи со кои располагате, нели допрва да го покажат својот потенцијал и она што го знаат, својот квалитет во наредниот циклус. Еден краток ваш осврт за од кога го презедовте тимот, колку сте задоволен од прикажаното на играчите, од вашата работа со селекцијата и што нели да се очекува во наредниот период? Па да, видете, ако земете во време траење, значи јас сум селектор 2 месеци. Тоа се два двомеча. Прво беше со Србија и со Ерменија, а вториот двомеч со Русија и со Гибралтар. Значи 4 надпревари, од кои што се освоени 4 бода. Секако дека секогаш може подобро, меѓутоа во ситуацијата во која што бевме, значи заковани на дното на табелата во една негативна серија, кај што играчите немаа самодоверба, кај што воведовме многу нови играчи, многу млади играчи, мислам дека треба да бидеме задоволни од начинот на кој што ги завршивме квалификациите. Многу брзо ќе почне следниот циклус, многу брзо ќе почнат подготовките за новата генерација и мислам дека Ги вклопиме ли коцките за следниот квалификација? Па секако е последниот надпревар против Гибралтар покажа дека сме на добар пат. Видете, можеби Гибралтар не делува како некој атрактивен и силен противник, меѓутоа погледнете ги неговите резултати. Но таму ни почна и целиот лош квалификацијски циклус, да, нели првиот пораз таму. Точно, и со тоа бреме бевме на денешниот надпревар дека не се работи за наивен противник кој што ако влезете погрешно во играта, ако мислите дека многу брзо ќе го совладате и дека ќе биде лесно, може да се случи првиот надпревар. Исто така овој надпревар дојде после нивната победа, а репрезентација против Ерменија, кај што беа осоколени дека можат и тука да направат нешто. И од таа гледна точка, како го завршивме циклусот, со каква игра и со каков резултат, мислам дека самото тоа покажува дека сме на добар пат, дека овие млади фудбалери се искалија на овие 4 надпревари, свесно беа жртвувани и тие, и јас ги трпев критиките од некои, да речем, лоши резултати во наводници или некои лоши игри, како што можеби сакаше некој да прикаже, меѓутоа игравме со Србија, игравме со Русија, игравме со Ерменија, овдека со генерација 3 години до 4 постари и мислам дека секој што сака тоа да го свати и да го разбере, мислам дека ова успешно и дека младите фудбалери најмногу можеби од сите репрезентации ќе влезат со еден кредит во следните квалификации затоа што имат 4 многу силни надпревари позади себе во овој ранг. Така. Уште кажете ми колку проценти од костурот на селекцијата ќе го задржите за следниот квалификацијски циклус? Па видете, денеска, односно на овој двомеч, ние имавме тројца, односно 4 фудбалери кои што немаат право за наредниот циклус. Значи 16 фудбалери се тука, селектирани се од претходните младински селекции. Со овие 4 надпревари ја во глобала сум задоволен од добар дел од фудбалерите. Значи тоа е тоа што го имаме. Имаме и уште некои фудбалери кои што ги сметаме, меѓутоа од моменталната форма или можеби сплетот на околности по одредени позиции не беа повикани. Значи веќе го имаме костурот на репрезентацијата и мислам дека пред оваа селекција е светла иднина.